Здраво на сите, добро дошли назад во нашето секси мало. Денеска на гости ни е Елена Костовска, основачката на Мастер LinkedIn, која воедно има и 5 години работно искуство од областа на проектна организација и менаџирање на тим на далечина. Елена, како си ни? Супер. Фала ви на поканата денеска и многу ме радува темата која што ќе дискутираме. Сметам дека има доста важни информации, посебно за млади. Да, фала ти многу. Ја избрав LinkedIn како тема, бидејќи да бидам комплетно искрена, малце мене е апликација што ме плаши лично, бидејќи општо имам уплав од присуство на социјални медии, ми се некако контрадикторно со тоа што имам свој подкаст до некој степен, меѓутоа сме дел од, да кажеме, колективистичко општество и некако самата потреба да се вклопуваме не прави, да кажеме, поплашливи да се истакнеме на социјалните медиуми, а мислам дека нашето LinkedIn CV понатаму ќе игра многу голема улога во тоа дали ние ќе бидеме вработени или не. Бидејќи да почнеме од најбазични примери публички за нашата публика, која сакам да излезам со некој тип. Дефинитивно прво ќе отворам да разгледам на социјалните мрежи што лајкнува, што постира, што следи, да видам дали сме компатибилни како карактери во која насока да тирам мовето. И сега ако забележам дека единствените лајкови му се, не знам, на некој мим од бела мачка со црн мустак и пишува Хитлер, па отприлика два пати ќе се размислам дали е љубовта на мојот живот. Да, за моето прашање е колку работодавците ги следат нашите профили, односно нашиот дигитален отпечаток? Многу добро прашање, многу интересно прашање. Околу 70% од работодавците отвараат социјални медиуми. Збориме CEO, собственици на фирма за HR менеджмент. 70 до 90% од регрутерите отвараат социјални медиуми. Значи таа бројка расте секоја година тој тренд и се накачува се повеќе. До степен каде што регрутерите проверуваат, пример, најмалце проверуваат Instagram 40%, Twitter 50%, LinkedIn 70 до 90%. Сега најчесто луѓето ги гледаат сите профили за да добијат на некој начин personality match, односно да видат колку ти си меч на културата на нивната индустрија, нивната фирма и дали сакаат да те вработат. И затоа е важно каков ни е дигиталниот впечаток, заради тоа што дигиталниот впечаток покажува колку ние сме први свесни за себе, второ со што сме комотни на интернет и трето кои се нашите вредности. Да, фала ти многу. Дали ти би бил дел од нашиот тим долгорочно или да. Не си окей меч? Во секој случај, оние статистики што ги кажа некако го зголемуваат притисокот да сите млади, да бидат малце посвесни за собствениот дигитален отпечаток, така што мислам дека конкретно јас имам LinkedIn профил кој што не го користам. Главно поради тоа што се чувствувам како на LinkedIn од мене конкретно да се бара да се поставам како некој што веќе ги има сите компетенции и тоа што таму би го прикажала на некој начин е фасада на професионалец, ја пак сум до некој степен само полуквалификуван студент, така што како овој дигитален отпечаток кој што ние го градиме да биде автентично наш, односно како да се поставиме складно со нашата призма и до кој степен да се експонираме и да поставиме разлика помеѓу да кажеме професионално промовирање и перечење со нашите постигнувања. Јас секој втор викенд сум на конференции, сега сум подобра од сите. Спомнам многу интересни работи тука. Може да се фокусираме прво на аспектот на како би се поставил некој што е помлад студент и нема толку искуство, нели не е квалификуван професионалец веќе или барем не се чувствува така. Првиот момент е можеш да споделуваш содржина која што тебе ти е комот, например, зашто учиш, предизвици со кои што се соочуваш, можеби подобрувања за кои што имаш идеја или намена или забелешка, заедници во кои што волонтираш, доколку волонтираш, тоа е во контекст на содржината. Второ, мислам дека може на LinkedIn да се најде доста инспирација од луѓе кои што се неколку години пред тебе и може на некој начин да добиеш водство од нив. И третиот момент на реално да почнеш на некој начин да размислуваш во која траекторија сакаш да се движи твојата кариера. Во контекстот на перчење, јас сметам дека ние живееме во доста конзервативно општество во тој контекст и тука има една креп теорија се вика и по принцип ако ставиш неколку ракчиња во еден сад, доколку една од нив проба да излезе, останатите како ќе се поткренат и ќе го вратат назад. И некако како ако некој од нас проба да се издвои, може да го видиме не само на LinkedIn, туку може да се види и на Instagram, може да се види и на Twitter, и на YouTube. Секаде каде што некој ќе проба да направи нешто повеќе, тоа веднаш добива директен отпор, како ама зашто сега тебе ти текна да пишеш поезија или зашто сега тебе ти текна да
да снимаш содржина. Знам дека јас кога почнав со LinkedIn, имаше луѓе од постарата генерација кои што ми рекоа: "А зашто па ти си сега квалификувана за ова да го правиш?" И според мене, мислам дека има многу голема доблест во тоа да признаеме дека во многу етапи од нашиот живот ние никогаш не сме на идеалното место во идеалното време и дека генерално скоро секогаш кога почнуваш нешто ново, ти си на некој начин полуквалификуван професионалец, затоа што пробуваш да направиш нешто ново. Пример, еве, ако сакаш да отвориш фирма, никој до сега не поминал курс за отварање фирма, потвора фирма, докато ја отвараш и некако кажа глираш со допкиве и не сакаш да те паднат. Од тој аспект мислам дека е добро да се земе предвид дека скоро секогаш кога ќе се пробува нешто ново, ќе има доза на притисок кој што е негативен и дека треба да прифатиме дека ако сакаме да бидеме успешни во нешто, ќе мора да го истраеме тој притисок, да го издржиме за да се протнеме до следното ниво на успех. Ништо што мене ми помогна именно и пред да се нафатам за овој подкаст беше разговор со другарка што ми посече: "Милена, дали униките ги плаќаат сметките од него? Дали е стварно битно кој што ќе каже ако таа личност не е поврзана со своите финансии од него?" Така што терай си го патот секој. И мило ми беше да го спомна дека не сите поминуваме курс за како да се отвори фирма и дека сите сме полуквалификувани, затоа што мислам дека во мојата генерација многу е присутен тој импостер синдром. Мислам, како млади професионалци, односно сега што се градиме, не сме сигурни дали конкретно би се определиле за тој пат во кариерата и воопшто влада и тој страв како да поставиме свој бренд, да се квалификуваме, односно да се дефинираме во област за која што сега уште ние самите не сме сигурни. Дали ова присутно кај постарите генерации? Многу добро прашање. Чисто од аспект на ние моментално работиме со неколку клиенти, меѓу кои едната е, тоест две фирми се cyber security специјалци, кои што имаат собрана инвестиција од €1,5 милиони. Моментално имаат тим од 20 луѓе со кои што ние работиме да постираат редовно на LinkedIn. И многу интересно е да се забележи дека пример човек кој што има 45 години, кој што работи на менторство со нас, има PhD, значи има докторат, има значително работно искуство, се уште не се чувствува комотен да збори на својата работа на LinkedIn. Интересен факт кој што мислам дека младите не го знаат е дека 55% од луѓето во технолошката индустрија имаат импостер синдром. И ова води од неколку фактори. Прво, нашата индустрија е екстремно динамична. Значи се сменува од денес за утре и многу често тоа што го знаеме му поминува рокот многу брзо. Второ, има огромна конкуренција, односно од кадарот постојано влегува во овие индустрии, има притисок да се биде се подобар и подобар. И трето, моментот на иновација, каде што ние постојано гледаме да иновираме и да бидеме чекор понапред, значи треба да си постојано во текот со трендовите и тука има нели притисок на постојано да бидеш вклучен во сите дискусии, постојано да отидеш на сите настани, постојано да ги разбереш сите технологии, а воедно да постигнеш твојата работа. И скоро голем број на индивидуалци кои што имаат огромни кариери не се чувствуваат целосно отворено да постираат или да зборат за својата работа. Затоа што сите имаме страв од неуспех и сите имаме страв од тоа да бидеме видени на лош начин. И не можеш да контролираш како некој ќе те исперцепира. Младите мислат многу често дека импостер синдром е само нешто кое што го имаш на почетокот на кариерата, ама впрочем го имаш низ текот на целата кариера, заради тоа што секој пат кога си во соба, каде што ти си човекот кој што е најмлад и знае најмалку, можеш да имаш импостер синдром. Може и да си иста возраст со сите останати, ама некој да има поуспешен, пак можеш да имаш импостер синдром. А на LinkedIn реално си во соба со многу експерти одеднаш и нормален е притисокот кој што прашува дали навистина тоа што имам да го кажам е корисно. И Павло беше основно со собите, беше има некаква поговорка, ако си непометни човек во собата, упорешно соба си излети. Што и хвала што ги спомна на станете, бидејќи мислам дека ваквите нетворкинг евенти тек сега почнуваат повеќе да се актуализираат кај нас. И има таква поговорка со така нели your network is your net worth. И мислам дека ова ќе стане уште понагласено со ерата на дигитализацијата, бидејќи на крајот од денот многу поголема улога во нашите кариери ќе игра нашата мрежа, односно луѓето со кои што се познаваме, бидејќи тоа ни овозможува до некој степен и пристап до еден скриен пазар на трудот. Мислам колку пати не се распишал конкурс за одредена позиција за работа, бидејќи некој веќе познава некого што би сакале да го смисат на таа позиција. Сега кога го креирам подкастот, не распишувам конкурс дечки кои сака да гостуваат, туку имам мапирано конкретни луѓе со кои што јас сакам да соработувам. Така што за сите тие што се трудиме да изградиме наша мрежа, колку често да контактираме професионалци и како да се поставиме автентично во односот со нив, без да бидеме нападни.
Мислам дека главниот дел тука би било да не го гледаме тоа како работа, затоа што многу луѓе, ако пример си вработен во одредена фирма и влезеш на нетворкинг конференција, да кажеме, го гледаш тоа како јас сега треба да ја представам мојата улога во работата, мојата фирма и на некој начин се однесуваме згрчено. Наспротив, да го имаме ставот со кој би можел јас тука да се спријателам и да идеме на теоријата дека ти на крајот на денот со сите овие луѓе во оваа просторија имаш најмалку 5 заеднички интереси. Така, твојата индустрија, можно сите да сакаат кафе, можно сите да сакаат благо. Значи имаш на некој момент неколку работи на кои што можеш да се поврзеш. Прво тоа, второ, не мислам дека треба тоа да се гледа како нешто, повеќето сега го гледаат како јас на колку луѓе да пишам, како сите да работиме во ММ и како да сакаме да продадеме нешто одеднаш, наспроти едноставно да гледаме да направиме вистински пријателства, заради тоа што кариерата е процес кој што трае 20 години и ти во тие 20 години реално ако трошиш секој ден 8 часа на работа, ти ќе мора да направиш вистински пријатели порано или подоцна, ќе мора да имаш твоја заедница за да можеш да имаш поддршка и да истраеш во тоа што пробуваш да го направиш. И третиот момент, мислам дека целта не е да запознаваме луѓе само за да ја зголемиме мрежата или да добиеме работа, туку да изградиме наша заедница, заради тоа што кога ја градиш твојата заедница и луѓе ги знаат твоите вредности, те контактираат за можности за кои што ти би бил заинтересиран. И на некој начин со тоа што ти си автентичен, дозволуваш луѓето да те откријат. А можеме да бидеме автентични кога сме вистински окей со нашите карактеристики и сакаме да ги прикажеме нашите карактеристики. Многу луѓе бегаат од своите несовршености и јас баш би дала совет дека напротив треба да ги прифатат. Треба да прифатиш, ако пример си во мојот случај јас сум многу страствено заинтересирана за одредени теми и секогаш кажувам јас сум превозбудена за тема, извинете дека ќе бидам крајно оптимистична. И тоа многу луѓе би рекле можеби би требало да бидам несигурна за тоа, но јас одбивам да бидам несигурна за тоа, току мислам дека може да биде шармантно. Дека сум заинтересирана за нештото и дека би сакала да споделам знаење за тоа. И често пример прашувам на нетворкинг настани за која тема сте толку заинтересирани што би можеле да ми зборите 2 сати. И луѓето веднаш едноставно имаат искра во очите и сакаат да ми споделат повеќе, наспроти едноставно да бидат да ги прашам, окей, што работиш? И според која титула ти е мене, ќе ми ја кажат, јас да бидам возбудена или разочарана, затоа што тоа многу често се случува на такви настани. Некој те прашува што работиш и особено луѓето кои што имаат джуниор позиција ќе кажат што работите, реакцијата е Вау. Ја додека бев пресен истражување за ова епизод, баш најавна девојка на TikTok, доста млада, која што у рокот 3 години се искачала доста брзо на доста висока позиција, баш преди тоа што на неделна база си имала ставено да контактира по 50 луѓе експерти од нејзината сфера, што ја овозможила да отвори многу врати. И сигурно успешно се изградила мрежа, мислам дури да не сме во бизнис со одредена геометриска форма. Пак би ни користело да имаме контакти кои што ќе ми отвараат врати на некој начин. И било ми е за неа, се надам дека видина и кај нас ќе биде поприфатено да пристапиме кон луѓето и прво и основно тоа што кажа, да не се предаваме, туку да инвестираме во граѓање на автентичен однос, бидејќи не треба секој да ни биде само потенцијален новчаник. Исто така, ова веќе навлегува малку и во граѓање на личен бренд, така што баш коментиравме претходно, кај нашата генерација некако е многу распространато тоа дека ти мора да имаш личен бренд за да успееш, што да кажеме по интровертните личности ги става некако во непожелна позиција, бидејќи не секој сака да се експонира. Меѓутоа сте оние кои што веќе го одбрале тој пат, дали е подобро да се насочат кон некоја потесна област на фокус или да имаат пошироко поле? Би рекла дека зависи од вештината. Доколку пример сте генералисти, имате 3 различни вештини, како во мојот случај подобро е по-широко да се насочиш поради тоа што одредувањето на клиенти е поголемо. Доколку специјалноста е една, пример да кажеме работам само една индустрија, имам само една специјализација, тогаш е подобро да се насочиме кон тоа. Во секој случај, мислам дека личниот бренд повеќе е репрезентација на лични карактеристики, отколку што е на самата вештина што ја работиш. Добро е да се вклучиш себе си, на некој начин тоа ќе биде комплементарно твоите вештини и твоите карактеристики. Во секој случај, најголем совет што го давам за личен бренд е ограничувањето на клиенти. Прво поради задржување на автентичност, а второ поради задржување на квалитет. Најчесто повеќето луѓе гледаат да добијат што е можда повеќе клиенти, да заработат што е можда повеќе проекти
и не бираат одредена траекторија за својата кариера, која што е внимателно избрана, например, овој проект го работам затоа што ова го сакам, овој проект го работам затоа што ова го сакам, туку повеќе работам се и нели после неколку години сваќам дека имам многу различни проекти и сум насекаде. И така уствари доаѓа до тоа прашање дали да бидеш white или да бидеш насочен кон нешто. Ако ги бираме внимателно работните обврски, мислам дека многу полесно ни е да ја насочиме кариерата. Да. Са нормално секој со можностите и со опциите, затоа што нели не секогаш може да бираме која ќе ни биде идеалната позиција или идеалниот клиент или од каде ќе почнеме. Валат многу и мислам дека јас тоа што сум истражувала по лични брендови, го имаш тој моментум на почетокот на само граѓање заедница со што е можно поголеми бројки да им се допаднеме на повеќе луѓе, па натаму доаѓа еден момент на плато и па натаму опаѓа бројот на сабскрајбери или луѓе кои што те следат. Мислам дека тоа е тој природен процес кога ти си го наоѓаш својот ниш и наоѓаш квалитетни клиенти, луѓе со кои што можеш да работиш, а не само следачи и луѓе кои што ќе дофрлаат од страна. Исто така сега додека збориме за бренд, ја имав личен ребрендинг, затоа што имав огромна транзиција од ПМФ на психологија и целиот тој процес беше проследен со многу плачки, многу закани дека се заклучувам у Бигорски. Меѓутоа сега мислам дека прилика добро се снаоѓам. Во секој случај за сите тие што условно кажано сме гутнале факултетот, кој е процесот на ребрендинг, како да ги надминаме некои од предизвицата? Одлично прашање. Сметам дека првиот момент е да прифатиме дека поминуваме низ одредена трансформација и со самото тоа да почнеме да зборуваме на новата тема. Да влеземе во заедница каде што се збори за новата професија во која што сакаме да бидеме дел од. Вториот момент, многу ми се допадна примерот со девојката од TikTok. Можеме да контактираме неколку луѓе од таа индустрија во која што сакаме да се пробиеме и да прашаме нивен совет, да видиме како можеме таму да се истакнеме, да знаеме таму кои се некој начин go-to места за добивање информации, ньюслетери на кои што може да се приклучиме, подкасти кои што можеме да ги гледаме за да се информираме и да изградиме одредена свесност дека колку подолго сме на погрешниот пат, толку полошо е за нас. Фер. И мислам, фала ти, што е подолго седиме на автобус што се движи во погрешна насока, тоа подолго ќе ни треба да се вратиме на нулта точка, према тоа се движиме од точната насока и чисто против јас така да знам кај ви избегува. Во секој случај, Елена, фала ти многу на гостувањето. Мислам дека за сите млади можеме да посочиме дека прво ниту да не биде страв, бидејќи треба да си го споставиме нешто автентично наше. Треба да имаме поголема свесност за нашиот дигитален отпечаток и за сите кои што биле како мене, никогаш не е доцна да се направи промена. Тоа, фала ти многу, Елена, и екипа се гледаме во следната епизода на Секси Мало. Чао! Чао!